Им се ветуваше отворање на пазари, конкурентност и подобар бизнис, а добија само нервози. Земјоделците во Македонија годинава не дигнаа глава од проблеми, мака мачат со родот за кој тешко им оди откупот, а капак на себе спуштените рампи на границите за извоз на производите. Косовскиот проблем предизвика милионски штети, а како последна е активна онаа кон Русија каде се воведе забрана за извоз на праски. Земјоделците се револтирани и со право ако се суди според она што им го ветуваше премиерот Зоран Заев кога во предизборието ја бараше поддршката од граѓаните. Како идна влада, ќе ги отвориме пазарите кои што се затворени за Македонија. Русија, Белорусија, Украина, Молдавија, Блискиот Исток, ќе ги унапредиме со Европската Унија и бившите републики од СФРЈ, за да обезбедиме конкуренција, надпревар помеѓу откупувачите, да донесеме колку може повеќе откупувачи овде, да се тепат, да се надпреваруваат кој ќе плати повеќе, тој да го добие земјоделското производство. Тогаш ќе има пари кај земјоделците. Тогаш ќе може да остане користа и керот кај земјоделскиот производител. Проблеми со откупот имаа речиси сите производители, почнувајќи од доматите, бостанот, пченицата, праските па се до сливите, кои со денови преку блокади бараат слух од власта. Најпоќе оштетено тутуно и пиперо. Тутуно е доведен на нула. Во развиток на лисјето нема ништо од него што да се бери повеќе, тој е на нула. Слабо, не иде ништо. Не се троши, нема потрошувачка. Откупите ги кутна и се. Шкарт. Джабе и квалитет имаш, ка нема цена. Не иде. Како што може да видите, тука 100 денара гајба се дава. Тоа е берба која што е директно од нива донесено тука на пазарот, а моменталната цена, поддршка, субвенции што ги дава државата, тоа е промашена работа. Како резултат на тие субвенции дојдоме и до оваа дереч. Дополнителен проблем според земјоделците е односот на владата која не пресретна ниту една состојба, иако повеќето беа однапред предвидени. Така беше и со Косово, кое дури ја најави блокадата. Таа беше симната дури и по реакциите на Брисел што и заврши работа на владата, но не и на земјоделците кои останаа заглавени да пливаат во долгови.